Поздрав од ресторан Ексклузив, продолжуваме с емисију за Куманово. Денеска наш и ваш гост е Севџан Сулемановски или Кумановци, како што го викав Перо. Здраво живо, Севџан, како се? Па добро, благодарам на поканата. Другаре, сакам да биде дел од овој твоја емисију и надам се дека ќе не биде занимљиво и на нас и на наши гледачи што ќе не гледат. Фирмата Катинг Градба, која го гради овој капитален објект, тоа е прва фаза на комплексот Соколана. Се работи за реконструкција на игралиштето и трибините, фарбање на игралиштето и поставање на нови голови по ИХФ стандарди за ракометно игралиште. Фирмата Катинг Градба е присутна повеќе од 12 години на овие простори и во овој изминат период изгради повеќе капитални објекти. Тоа се градскиот базен, отворен и затворен базен. Исто така спортските дворани во училиштето Перо Наков и Кристијан Тодорски Карпош, како и овде во непосредна близина атлетскиот полигон. Се работи значи за повеќе капитални објекти кои се на територија на Куманово и можам да потенцирам дека Куманово е спортски град. Леве, на почеток би се каја да те прашам, име ти е Севџан, а надимак Перо. Па за овој надимак право да ви кажу дека е добиен од страну на мојега покојнага татка и мајку, пошто они има едни колеги што работат со нима. Мајка ми работеше у Монопол, а татко ми работеа како мајстор у Дим Черемисо, значи жене у фабрикото што работи со мајко ми, она е од Режановце. Нема сва деца, по тиета и обичај, ова збориме пред 60 години што се десило и по некој си случајност доваѓав тие луѓе куде нас, сака сва да се фати со овие мои татко ми и мајка ми да бидеме кумови. Ја до прво деление не сам знае дека ми е име Севџан, заради тој што ја знам дека сум Перо, али тој време так чита сва учители кои су дошле, кои не су дошле и ја не се јавljам, чекам да ме викав Перо, пошто ја сега знам име дека ми е Перо. И после тој помалку прифати сега моје име како Севџан и воду се у Куманово ме више знаев како Перо него како Севџан и баш ми е тој на мене добро доваѓа ради тој што тој носи и спомени од кумство што го имамо со тие луѓе од село Режановци. Још су стари су умрели, ама останава деца, значи имамо го тој соработку. А тој кумство се настави, не е прекинато? Па не е прекинато, малку е забавен процес у тој. Не се видуе сва старика, се видуе сва свак четвртак, тој време е било. Они доваѓа сва од Режановци, продава сва граб, пипер, патлиџан, сезонску робу. И доваѓа се увек куде нас на гости, или ми да смо суботу, недели, кога нема вработе, они да копав, да ждеев, да прави, и да смо куде нима. Значи, многу е добро било, мислам, тој време, тај соработка и још е у континуитет, значи, мига тој наставljamo с деца. А кои се кумови тие луѓе? Што се работарам? Па они су... Земјоделци се биде? Земјоделци су, знам дека тај стариот што ми ga даде, он работеше у Југословенски железници за нешто таму работеа во железничку станицу, жена му работеше с мајко ми, есак деца има еден работи у гимназију како професор, керки. Имамо некоја релација, ама не е тој. На мене ќе ми беше још подобро, на мене ради тој што ја би тој сакаја да наставljам сак син ми да иде натамо, па керке или синови негови да дојдат куде нас, да ga тој наставljamo у поголем временски период, значи еве да се знае дека тој време не се гледало на тој национална база, националну основу. Ово е македонец, ово е ром, ово е албанец, ово е србин, немаше врска со тој. Значи да си бие среќен, да имаш да едеш, да пиеш,
наше детство е било тој време бом. Да, па има и у Куманово пуно примери каде што и од ромска припадност и од друго што биле кумови побратенци. Тој не се е толку гледало у тој време, чак што више било е и поштовање или за едно или за другого да го прифатите кумство. Да. Па право да ви кажу, на мене ми е многу сак моментално еве у овој време ја га тој размислува дека паметна е била тој кумство што го остварива тој време моја фамилија со овие луѓе и горд сум на тој што еве и по тој основу сакам да кажу и горд сум што Куманово ме знае и како Перо, а у поново време ме знае како Севџан. И може да дискутирам ако сакате и за тој период кад сам иши у школу. Да, све ќе зборим, али еве, нормално да ни кажеш ти куде си роден, у кој дел на град и нормално од детство свика Кумановци опишува свак на свој начин, па убаво е било ти да го пишеш тоа твое детство, ти куде си роден и други работи од тој период. Па за да го опишам моје детство мора да имаме некое поголемо време, али у кратки црти ќе пробам да тој некако го складирам периодично како се одвивало. Иначе јас сум роден у Средорек, Средорек бија пред 60 години, бија малку помалецка населба, пошто туј живе у Средорек, ми што живе сме како роми, има смо две-три, како да кажу, еве, например, ми сме биле од тој групу на луѓи, роми, ерлие се вика смо, и имаше група на луѓи, исто роми, кои беа џамбази, или гурбети, да ги кажеме, ради тоа што они се бавеа повише со еве тие иновативни занати, да кажеме, на зарнатлие биле тие гурбети, значи кондураджие, има занати кои с нима зарадуе сва тој време, значи лимари, шпорети поправља сва. А овие што смо ми биле у групу на тие ерлие што ги зборимо, ми смо биле по-радни народ, кој работе со наши луѓе по фабрике. Имаше доста вработување тој време у Шавницеви, у 11 октомври, имаше у Кожару, имаше 30 јули, имаше у Монопол. Значи, тегашња политика и сегашња политика се разликува и по тој што од после јас сам тој разбеа дека тоа е ишло такој, имаше си еден клjuč на вработување тој време, значи ако има сва 10 вработувања, има сва вработувања за 5 вработувања да има македонци, 2-3 вработувања албанци, срби, роми, значи идеше се на тој да од сви заеднице у тој фабрику има луѓе кои ќе зарадуја. Сакам да ви кажу дека моје детство е било такво што ми у Средорек не искача смо многу у периферија до предшкола, мислам, игра смо си тој помало, игра смо ги тие игре стандардни што ги играв. Не знам, не гледам некој дете да играв тие джилик, игра смо со оние семки од праску, не од праску, од кајсие. Од кајсие, да. Игра смо со тие, фрле смо ги тие табле. И она игра имаше девојчиња игра со не со ластик, него игра со оно игру на коцката, што рипасва со суни плочку. Да, камече се мрне така. Значи немаше тој време ни компјутери, ни телефони, ништо, значи ни лаптопови. Игра смо докуде 7-8, ако успееме да куснеме нешто, да едеме како деца, тој спиеме, значи детство е било многу, и фудбал игра смо под некои отворени простори, мисле, отворени простори каде имаше простор да се игра фудбал. 2 камења, 2 екипи, игра смо. Значи не само у Средорек, игра смо и у Баново Трло, и у Треумеѓа, и у Бајрам Шабани. Значи таква динамика е била на град и на тие исти деца смо биле, мислам, било од кои... Али кажи ми, така кога сте дошле у Средорек, ти дали памтиш, не имало многу жители у тој населба? Па, видите, мамо, да ви кажу дека ја колку што памту како дете, баш каде што се управени зграде, каде што е оној островце што го збориме, што е, не знам дали ви памтите, јас сам 61-во, туј е било едно време, како да ви кажу, како што, до нас са ѓубре фрлјасва од фабрике, значи,
и од Монопол, и од 30 јули. Ја памтам како дете, так идесме оние за крем тие, имаше ги едни како пластични ложички, што ги прави во фабрику грешко, они ги фрлјасва. Тоа е било ѓубре, како да кажу, ѓубре се собираш у Куманово. Тоа е било, значи, баш у Средорек. Едно време. Средорек, како Средорек имало, не имало, мисло, ни у ширину, ни у дужину, не е бие толку широк, али отпосте дошло е тој ширење. Сакам да ви кажу дека имаше тополе, имаше чиста река што течеше тамо, ми тамо играсме си, так имаше нели у биоскоп, има смо 2 биоскопа, кино Козјак и кино Напредак. Да. Так гледасмо ги филмови, одно тие вестерн филмови, каубојски, Џон Вејн, оно, Кир Даклас. Значи ми се облачаше, една група се облачаше на индијански тие, ставля се и некои пиштоли пластични. Цел ден сме си играле поред Пруго и у Споменик и у Карпе, и у Живково Карпо. Ми не сме знали што е сладолед, што е нешто луксус, ради тоа што е тъгне понело тој детство. И после тој, кад почнамо да си идеме у школе, у школу кад сме почнали да идеме, имаше една конкуренција. А покрај реку, викаш дека е било чисто, туи се бањале веројатно. Да, јас сум се бања. И било е убаво. Имаше и рибе, деца, да, имаше, гледаше се камења. Тој се десило отпусте кад почна да работи кожара. Да, она го заради. Она пушташе некои хемикали, најверојатно и ми гледаме како деца, ми не знаеме, сакамо да собирамо риби, да идеме да си пржи в домови. Не бе, вој отровно, што правите вој? Они на грб рибе, значи нешто и мало пореку, и они од теј аспекти отровани беа. А иначе, наши две реке, што су Кумановка и Конјарка, биле чисте реке. А поопасна е, ја колко што го памту, Конјарка, пошто она, кад ке надоаѓаше она од Конјарете, Конјарка вика смуга, нема вода, нема. Кад ке надојдеш, она Средорека правеше партал. Интересантна надимак е тој Средорек. Дали имаш сознание како е да било наслов, тај наслов е Средорек? Доста необичен. Па има некои записи тамо од кад тачно постои. Ја имам нешто тако истражувано, али право да ви кажу, не е тој соодветно и можда тачно. Тај населба постои нејде околу 125 години, колко што имам ја литература нејде прочитано. И она е сегминала голема, пошто нема куде да иде у Средорек. И она се прошири и бинало, па фала му на Господа, сега е малку подругаче, и тој што има поголеми куќе, стандардизирани куќе, значи услови су сек боље, много. Значи бекатон плочи има свако, плочки се мисли свако уличко, куќе соодветни с урбанистички, мислам, можда не су сви с имотни листови, ама свака има купателце, има соодветни услови за живот. Не е гето ситуација како што некој мисли дека туја живи луѓе, живи, ама с нормален живот како сви други што живеат луѓе. Доста тежек живот е бие. Многу што се мучиле и твои родители да ви изране, ви сте биле пуно деца, а генерално и ви како деца, мако сте другачи живеале, и сте морале да заработуете и ви за корко леп, што се вика. Ми како деца, ја како овој збор од мој аспект, не знам сак на некоја дали ќе му пасуе или нема да му пасуе, ова е жива истина, ми не сме имале прилику 8 душе у куќу, 4 браќа и 3 сестре, да тражимо свисок пари од татка да ни даде по 10 банки или 100 динара. Значи, дали смо, ми смо едва, они трудесва се да изнајдев решење како ми тој да ga ден пројдемо или месец или годину, да бидемо нахранjeni, да не гледамо по други астали, да не крадемо, да не просимо. Значи, нормален живот да си терамо и ми не сме имале прилику за такав луксус да тражимо пари за биоскоп, за сладоли, за сутрияч или било што. Значи, ја у мои 15 години сам бија принуден да работам со мои исто другари од малото, да работимо, да утоварамо цимент, да работимо аргатски работи, ја не сам работа, ја мои другари работава. Имаше
по плацеви тој време имало 78, 9 до 85 имаше експанзија на градбата, так се градеше зелен рид, так нон-стоп имаше И да се работа. меша малтер, да. Да, Али мучна работа. Да, и ми дечки так тој време зима смо по 100 марке, па си земе смо некој мајцу, некој фармерке, некој јадранке, некој папучке, значи преко тој нашу работу што смо си го работале честно и поштено смо си зарадувале да си имамо и за нас за чаржу, за лимонаду, куде цанета пие смо покојни цане. Тој имаше циганско корзо. Цане легенда. Не знам дали ga памтиш тие скопски дуќани. Значи тој од 7 до куде 10-11 сати било вријалник, па чека смо ги тие девојчиња што доаѓа од Германија, па од Данску, од Белгија, па удвара со се деца, зимосва се. Било е, како да ви кажу, многу подобро него сега. Ali evo ti ga spomna tatka ti on je bio majstor u Dimci Rebicu, znači on je pokraj državno работа и приватно, Да, да донесе повише паре. да. Мајка ти у монопол работала, монопол е било Па и она стандардно работеше, добар. чистеше и по жене субота и Да. неделја, чистеше по овие имучни фамилии што су викасва го, колешки ово, оно помагаше, зимаше некој динар повише да имамо у тај семеен буџет. Тоа е жива истина, сега не може да се правиме сви астронаути или нешто слично. Тоа е тај живот тај, што е бие Али тај. малку непомливо е се кад се слуша од овој временску дистанцу, еве ви сте биле 7-8 деца, како што кажа, на стол се принесе што има да се еде и нема и друг избор. Колку има толку. Па, ја ќе кажу конкретно за куде нас, моја мајка покојна, Бог да го прости, она субота или неделју увек имаше сукано нешто правеше, или сукани. Дали ќе беше тој зелјанче или нешто друго нешто. Важно субота и неделја имаше сукано, од тој куњу да го кажемо, немашмо голем спектар на једења, ама имаше увек ориз тава со скопанчиња, имаше некад оние бабуре со смелено место со што ги пунимо, јанијата е традиционална, знаеш што е јанија, нели, кромити и ситно месце, Веројатно и гравче. игра. Тој су биле тие стандарди једења што ги едесмо. Зависи со летно време се едеше повише патиџан пипер, те некој јајце ќе запржиш. Зимно време туршичко што ќе ставиш, тој ќе едеш. Ми не ставljаш моја вар или тој што е скуп ќе бие пипер тој време. Тој да ставиш ајвар треба да бидеш негде генерални директор. Али ставljаш му си живо туршичко со зелје ово оно. И тој се тако е прошло. Еве, кад си поиши у школу, како може да пишете период, у тој време ишло се е пешки, као нема као сак такси, па превоз, па овој, па оној. Натаму пешки, нааму пешки, торбу на рамо, скромно една тетрадка, моливче, пенкало и тоа. Па ќе ви кажем интересантна работа што ја кога сам пошја, мислам нека сам ја пошја, так доваѓа со учителке од браќа Милодиновци, од крстен ми Силико од 11 октомври, у Средореку Лазарсва. Значи свака сезона кога се запишува сва деца за прво делење, они у Лазарсва и праве со си список на деца. И ја тој време сам бил у список на професора Ваце, овој га зборимо 60 и некоја година кога сам ја пошел прво делење 68 или У која школа 69. си бие пер? Јас сам био у 11 октомври, ама брат ми беше постар од мене годину и пол и сега да нема кој да ме води мене у школу, ја сака се снима да се промувам на 6 години, али вратен сам после тој, не ме пуштива с брата ми да иду у исто деление, и вратен сам бија и последну годину сам ја пошел у школу, исто у 11 октомври, так ми беше учител Крсто Алексовски, не знам дали ми се чини дека е још жив, али он ми ја даде добар пример и добро воспитање и добро образование још у тие мали кораци, каде што сам ја прифатија што значи да бидеш писмен и што значи да бидеш неписмен. И четврто деление сам завршија с професора, с учителя Крсто Алексовски, он ми е бија. Теги е у моју генерација, да ви кажу интересантно, теги е бија у друго оделение бија Стојковиќ, Иван Стојковиќ, он е био пратеник, он е бија малку такој дете, малку такој беше многу нежно и увек такој све сакаше по него да бине.
Имаше со те генерација што ви зборот прво до четврто одделение, може да ви наброи još некои мои помни ги тие луѓе кои се при... Па да ви кажу, еве за Стоилковиќа ви кажа, имаше го една, сега моментално инженерка, една Весна Николич, она учеше со мене од прво до четврто одделение, она е архитекта. Сестра во исто Гордана Николич, она е медицинска, море доктор, мисля, че не знам само дали у болницу или куди е докторка. Имам колеги што су Чедомир Стојановски беше те господин Сакшпеев, мисля, че не. Он е исто професор по хемiju, па Зоран Станишевски. Овој су ти од насел во Карпаш или Рајкова куќа што ги зборувага чедети, овој Зоките исто инженер, електроинженер беше дечко. Тој време беше свака му час, имаше доста мисло познавање и учеше дечко. Па има доста, секој момент не ми... Од тој генерација многу се упроштат. Да, значи тоа е било, како да ви кажу, школе, системна тој образование е било, ми се чини поразличито овој, да ги има сватие некои увек тестови, некои испрашувања, некои надпревари по математику, по хемiju, по исторiju, по ово, но. Значи ми беваме све увек нешто, у нешто да учимо, да ствараме меѓу нас другари конкуренција, кој е подобар. И исто тој се селило и у Старорек, што е битно, каде нас Роми. Значи ми ја не гледам сега, пошто живу у град, у центар на град живу, али понапред ми има смо конкуренција меѓу нас. Он има тројку, ја имам двојку. Зашто да немам ја тројку, зашто да немам четворку или петицу? Значи боре смо се кој повише, значи да видимо кој ќе заврши осмолетка. Значи тој време ми завршуваме смо Старорек по 10-15 души, 20. У тој огромно мало, 8 одделение. Значи имаше услови, а и немаше услови. Така е било обавезно образование и наши родители воспитуе се да ме мора у школу да идемо. А сега не знам како е, сега е другачие. Значи, сакам да кажу дека основно што го завршимо ми, кои беме такој малку по истакнати, идемо на средно. Во основна школа јас сум слушај дека од тие професори тоа време работае покојни Милорад Ивановски Мице. Да. Он предавае физичко. Физичко, да, он ми е бие професор, да. Да, и као човек извареден, добар педагог и исто и он е бие. Да, он ми е бие на мене професор од 5 до 8 одделение. Он го водеше и секцију за кошарку, спорт, организираше ги тие турнири на тие мали олимпијаде што ги имаше градске тој време што се организираше. И други професори мало, ти ги знаеш веројатно, може ги спомнеш, али... Да, имаше и професор Тоде по географију, па имаше, он е бие исто добар педагог. Па имаше го Радка професорка по македонски јазик. Овој збору за професори што су у 11 октомври, имаше га професор Стојко што ни предаваше математику, беше експерт стварно за математику. Куде njega да не знаеш таблицу за множење, ти не можеш да добиеш двојку никад. И затоа ми још у први, још у бунило, што се вика, тој детско бунило у основну школу, ми го таблицу знаесмо. На спање 8 по 8, ако не знам да кажу 6-4. Одма ме лом правеше. Али интересантно, Пиро, имало другарство, ти што кажа, без разлику дали е Ром, дали е македонец, дали е албанец, имало е поштување меѓу ученици. Да, имаше некои, ајде да кажу, некои полуидиоти и тој време, разбираш, што вреѓа, ама тоа е било у 101. Ако нешто ga налютиш или нешто слично, не може да ти врати никако и ќе кажеше некоја глупост од зборување. А иначе другарство е било неравноправно. Значи не се гледасва на тој национална основа, дали сам ја Ром или албанец или македонец или србин или властин. Сви бемо подjednako исти. Значи обавезени беше да идеме у школу, да се дружимо и да се другаруеме. Значи имаше като ја ти ја гарантирам и кажуј кој сака нека каже ја не сам имаја дискриминаторски однос од македончиња, од албанчиња. Јеја сам сладка, колачиња, ке не викне другарчик, идемо куде njega на роѓендан и тој време се славеше роѓендани.
Значи, не, овој циганин нема да, овој не га викам. Немаше тој. Ако има нешто такво, ама гледам преко унука ми нема такви делби на тој основу и мислам дека тоа е добро за добробит на наши граѓани и уопште на луѓето, ево да кажеме, секако се гледаме од тој призму кој што е, значи ми треба да дружиме, треба да направиме посебни места каде ќе иде овие, тоа е за мора мене да се апсурд. работиме, да живееме заедно. Значи Да. ми смо луѓска раса и тоа е тој се. Еве, кажи ми, у средна школа каде се запишуваш? Па јас сам право да ти кажу, средњу школу запишан, пошто сам тој време спортуваја малку, играа сам фудбал у Пионери, у Куманово, по помладак, ама Тоа која година било? 70? па тоа па ми беме на турнир, пионерски турнир, имаше фудбал, друга лига играше Куманово. Не си бија време на Петаковиќа, не? Се ќе ви кажу кој не бија. Па да, Петаковиќ е бија. Време на Петаковиќа, да. Време тоа е 73 или 4 или знам дека бем у Београд, ама у Земун имаше турнир некој тамо за пионерски екипи. Ми тој годину Вардар не отиде, Куманово пионерски екип отиде. Так не знам, водеше го екипу, го водеше, се ќе ви кажу, он беше одговорен за пионери Славчо. Учител Славчо, од крстени беше у браќа Миладиновци, се избрачиња Славчо, еден такој висок црн учител, а тренер ни беше дали пред тој или после njega, овој играше за Куманово, Велковски, еден такој играе за Куманово лев век, од гостиваре дошија, ми се чини. Он не е водија, ама беше строг како тренер, он не е водија екипу у Земун тој време, а тренираш му у градски стадион у Куманово. Тоа е било. Кој бија така од тој екипу? Памтиш ги од тој генерација фудбал кога си ти вие покрај тебе? Па не може да тоа е било, не може да ви кажеш имиња, не ми текну и у момент. Аха, имаше го вога што го утепава Линка. Njega ga pamtu. On je igraje, on je bio visok centra half igraje. Линка, да. On je igraje, pamtu ga njega. Još jednoga doktora znam дека играше не може да ми текне. Имаеш италијан за фудбал? Па јас сам играе лево по лутко. Последен пут кад бемо да играме у тој лигу што игра нели подмаци те Куманово, кад играш у Тиквеш, у Кавадарци нема смо голмана и тепамо ги тамо 5-0, Тиквеш, Куманово га тепа. И так ми се чини Благе беше тренер, Топлак што га вика. Да, Топлак. Он беше, да, он. Ако не, он да не ми замерив. Бемо так тепамо ги тие Тиквеш тамо, ја беше голман и од так остана голман. Добре, бе. А у средњу школа, да ви кажу, запишамо се с двотроицата крстевски, еден од Вардар. Јас сум запишан у спортску средња школа, ама сега гимназија за спорт у Скопје. У Скопје, да. Таму сам учија и с мене бија Ивица Георгиевски, не беше толку ја гимнастичар, ама Новица Трендафиловски тој време Много јаки бија, да. с njega сам бил во оделение, а учеше на исто професор по гимнастику не беше Владо. Не знам дали ga знаеш. Владо Наковски. Владо, он ги тренираше гимнастичари едно време у Куманово. Он ми е бија професор по гимнастику. И тоа е било, тој доваѓа се тамо од работнички, од Вардар, тие дечки талентирани таленти, ово, оно. Тоа е било стварно. Ти си учија у Скопје, веројатно си путувае сваки ден. Па тоа време путуе смо, има смо тие месечни карти и... Да, автобус. Да. Југ туриста. Ама не само ја, имаше 5-6 души што иде смо. Кад се напуни, мислу, не само што иде смо у тој школу, имаше деца што иде смо у тој металец. Да, имаше метална школа, па имаше Емуц една средна школа. Тако, имаше, значи автобус имаше у 7 кад требаше да се путува пун автобус од Куманово што си иде. Тоа е време. И те период, кад си учија средна школа, ga памтиш побави работи, еве, стекнае си некои убави навики за живот. Па право да ви кажам, јас сам 4 години учија тамо, али тамо е било малку исто од финансиски аспект.
треба да имаш повише пари за да обстанеш од школа. Таму се добиваше образование, инструктор да ќе завршиш школа и ќе имаш како да ви кажу, ќе имаш како занаат инструктор по физичко воспитување и образование. Значи ту се тражества планинарења. Јас сум био по сви врвови у Македонија. Бемо на курс за пливање цел месец у Охрид, у твоју режу, мислим, ќе плаќаш. Биле сме по Шапку месец дана на скијање и тој мора да знаеш. Значи, сви спортови, практично и теоретски сме ги полагали. Те вие исто добар период, те е било нејде, јас сам завршија 82 година завршија средњу школу и после тој иду во војску у Титоград. Тито војник. У JNA. У JNA. То си бие гардиста ли? Таму Ова е, сам, пардон, везиста ли си бие? не, таму сам бие, ја како интендантска служба сам бие. Интендантска служба, знаеш, морале смо да пројдемо прво тај 5 месеца и 22 дена те обука тие ово оно, после тој сам бија пребацен у давање на тие лишта за војници, ово оно, и немаше еден од Свети Николе, наш брат ми беше тамо, помагаше ми, ама после тој нешто, он заврши пред 3 месеца пред мене или тако е беше, па ме назначива у кујну тамо главан за леп. А ја никад не сум имаја прилику да работам у фабрику за леп, ама еве научија сам у 4 сата се стануваше, увек тазе вруќ леп на војску дава смо. Овие македончиња што бева так само Pero имали лепче, има, ајде, местни нарезак. Там те викале Pero, да. Да, местни нарезак. Ево, после доаѓа период кога сум се запишаја на факултет. Сега тој на факултет за пишување ти е доста интересантна прича што се вика од твој живот, тебе опиши ни тој период. Па тоа е било, како да ви кажу, јас сум бие сам на себе конкурент. Можда е смешна такој што го збору, али кад се сака нешто да се постигне и кад има нешто одредена некоја цел или некоја да нешто успееш у живот или да постигнеш нешто, ако си ga тој зададеш и да го ствариш, значи тоа е јака страна на тој личност. Јас сам имаја тезгу на пазар, продаваја сам сати, ово, оно, у Куманово, ама имаше... Где ти е била тезга? Па одма на улаз. Одма на улаз, каде сега моментално што е Санде, овој што продавам бе Сара, и кад ке завртиш на улаз, трафика што беше на Тутун. У центар ли? На пазар, па, знаеш кој? У Палјачи каде што се пунесва. Добро. Тој сам имаја тезгу. С еднога исто мојега колега, он сек ден денеска си го има тој тезгу. Еве користу прилику дека и с njega сам многу добро соработуваја и дружија Шабан Демири се вика тај господин. Ден денеска го има тезгу. Значи јас сам повише пат он ми ја помагаја, работамо на еден проекат од Сорос, у основно училиште 11 октомври, не е, зимаја мене и тој мој едну колешку, знаеш го најверојатно преко синово режисерово е Оркан Јашаревски, мајка му исто Васфија Јашаревска, работамо на еден пилот проекат од Сорос финансиран преко УНИЦЕФ, преко држава, за оспособување на ромски деца за поуспешно. Значи, цел на проекат е била преминување на тие бариери од македонски на ромски јазик, пошто каде нас е интересантно што ми си збориме дома ромски. И сек дете одма кад иде у школу, он треба да крши јазик народски кажано, он треба да е малку поспремен македонски. И на тој основа ми работамо 5 години, те периоди покажа се успешен, ради тој што 5 години после уназад запишава се деца и на средњу 5 години повише и на факултети повише. Значи, тие генерации ми што ги спремасва, они идесва без конкуренција, значи. Исто, знае македонски, одма у старт. Знае да брои, да чита македонски, значи немаше бариеру на ромско-македонски, него било многу добре. И после тој, директор, да го спомнемо njega, он е доста време бија тамо у 11 октомври. Како се викаше сега? Круме. Круме. Да, покојни Круме. Покојни Круме, знам дека син му е Маријан, дечко твој именјак, Да, работи, он е професор на У Евроколедж. у Евроколедж.
Он е бија исто изванреден директор, да ви кажа право, имаше сенси, сакаше да помогне што поголем број на ромски деца да учив да биде граѓани како што треба, не да биде социјални случаеви како што ги има се окупирава цел град со тој просење оно. Али да кажу дека кад сам се запишал на факултет, у Штип сам се запишал на педагошки факултет, многу ми помогнаа на Драгана Дживџета, знаеш куде му е дуќан? Да. Тој доваѓаше професор Никола. Драган Чкалја, тој доваѓаше професор Никола. Он е работае доста време у некои селови, македонски јазик продаваше у Липково или у Лоен или не знам куде. Мора да го знаеш. Никола, професор Никола по македонски. Дека те насочија. Он ме насочија преку негови некои колеги, запиша се на факултет, немаше добар. Имаше просек не ми беше баш добар, али пошто сам имај многу волју и ише сам на тие предквалификациони, нели, предприемни испити, положи тој и упиша се на факултет, ама да кажу дека и сам продаваја на пазар, и фамилију сам издржувае, и испити сам полагаја испит за испит, годност за годност. Значи, тој требаше да имаш толку голем мерак и толку голем ентузијазам у тебе, jer u македонски факултети, ово е моје мислење, да ти професор даде оценку, да ти напише шестицу за добри очи што имаш или нешто слично, а да не знаеш, нема шансе. Тој само некој ќе не лже, можда по други држава има такво нешто, Бугарија, Белорусија, Украина, не знам. Али у Македонија, да не знае за шестицу, а професор да ти даде шестицу, не е така. Тој нема шанс. Пошто сам га ја, тој имае на мој искуство, и тој што сам имае предмет општествено уредување, има смо еднога професора, он предаваше, предмет се викаше општествено уредување, ама доста квалитетен предмет и доста обемен материјали имае те предмет. А професор ми беше од Прилеп Цане Мојановски, он е бија доста време и у владу, после тој слуша смо, нели? Цане Мојановски, најверојатно вие познато име, он е бија у верски заеднице. И он на мене први пут, колега, не е доволно. Други пут, колега, не е доволно. А тај предмет требаше да го полагам, да иду треќу година да упишу. Ја викам, добро е, професоре. Ја овој книгу сам го читаја доста пута. И нема шансе, викам, било што да ме праша, да ја ќе ви одговорам. И он на мене вика, ајде да те прашам, што си по вероисповед, викам, муслиман. И нешто ме праша у меѓувреме за муслиманство, оно, и нешто за уредување на нешто беше од на балкански држави, ама откримо го работу, после искочи дека е тој проблем. Вика, како се викаш ти? Викам, јас се викам Севџан Сулемановски. Абе, што си ти по национално? Викам, ромче, од Ромсум. И почна тој, знаеш, во Прилеп најверојатно научил некој зборче ромски таму и почна со мене да комуницира ромски професор. Абе, вика, јас сум мислил дека си ти друга национално сламо таму. Ајде ке се јавиш тогаш и тогаш. После научив, тој малку беше ја бев послободен и мислев дека играше на таа карта национална. Значи, што барам јас од Куманово да студирам у Штип. Да. И ја добив таа прелазна оценка од него. И после тоа, трета, четврта година, значи, откако дипломирав на тој факултет, исто така работев во основно училиште 11 октомври. Малку, па после тоа, сега сум моментално како стручен соработник во Дирекцијата за заштита и спасување, подрачно одделение Куманово. Сега би се каја, Перо, ако може малку да прозборимо за оној чувenu славу од тој време што се го славиле Роми Ѓурѓевдан, па забавен живот е бија доста необично заступен кај ромска популација преку тие така дувачки оркестри. Имале сте доста интересантни моменти од тој период на живот. Па, овако е, значи, ако збориме за тие дувачки оркестри, тој време е било, значи, Куманово како Куманово, една организирана
мултиетничка заедница с кафански, боемски живот у град. Тоа е, значи, може да кажу Скопје, тој намириса дека е тако и у Куманово. Значи, наши граѓани, право кумановци граѓани су они боеми луѓи. Сакасва да едев, да пиев и да уживав. Значи, за тој музику, што ме прашувате, тој време, свадбе се организирало, летни период, имаше ситуација кога искачаства по тие главни крстонци у град, о свако ќоше, да кажемо, искачаства музиканти. Јас знам у Средорек имаше кога еднога нашега, да кажемо, комшија доаѓасва му на гости од Врање. Кад ќе дојдесва, доаѓасва по 9-10 луѓи со тие инструменти, басови, тупани, трубе, ово-оно. Значи, ми како деца, кад ги немаше тие музиканти, ми зимасмо, лупа смо се тие машети, ово-оно. Сакам да ви кажу дека идеше музика од Врање, од Сурдулицу, од Владичи хан, значи доаѓа со Куманово за свадбе, зашто кумановци, викам ви, дека знае све да уживав, значи праве све оние големи свадбе, тој време... С многу гости, многу... Да, тој време е било предпензионерски дом да се отвори, тоа е ново, али у Кристал, у Башчу Кристал да правиш свадбу тој време, тој треба да си стварно нешто и богато. Фантастично. Хотел Куманово Карши собрание сега. Да. Тоа е било исто тие сала за свадбе што се правило. На тие две места, на други не памте дека Кристал е вија, ајде овај пивница овамо, не е било тој за тој. После може доли у Кубо е. Куба откако се отвори, исто Куба кога се отвори, тој беше стварно репрезентативен хотел тамо, не си дозволуваше свак да улегне. Значи тоа време било, викам ти се с тие музика, свако ќоше искачаства у град. Али интересантно, Пјеро, што, например, на тој забаву кој што го прави Роми, свири дувачки оркестар, па се приклучују македонци и други, и тоа е биле општо веселје, викам. Да, тако е. Него да ви одговорам, да не ви остана дужан на овој прашање, значи, тај традиција, например, за Ѓурѓевдан. Свака куќа, која си била малку поимучна и која не е имала толку, мислу, средства за тој, свака куќа практикуваше да купува по едно јагненце. Значи, тоа е останало традиција, нема овој врско со веру или нешто со ово. Овој су тие традиција на на еден народ, на ромски народ, традиција у Македонија, може да кажеме у Европа и у свет, али ми тој практикуваме традиција, ја го правам традиција од татка ми татко, тој збориме за период од минус 100 години, он сирома, зимњо време, зиме су биле така како што збореше покојна баба ми, многу јаке зиме бела, и он се заветија човек, како даде Господи, скочимо вој годину, до Ѓурѓевдан здравје на бабу негову си збори, ќе земемо едно јагне, ќе закољамо за Ѓурѓевдан. Значи, тоа е традиција, значи, тоа се тие традиционални вредности на овој мој народ и мои, куде што ми сега традиционално правиме овој. И остана си Ѓурѓевдан такав, значи 2-3 дена пред тој ми си ги шетасмо јагниња, поднесемо ги на пасење, ово. Има интересантна работа да ви кажу, не знам, генерација памтив, значи, кад имаше оној сабаљето кад се стануеше, куде нас тако е било, најверојатно и у други семејства е било тој, бања сване сабаље, мајка ми се тие китке, се тие цвекиња, ово, оно. Бре, останеш од спање, преш да облечеш ново одело, нову кошулю, невемо, мајцу, оно ладно још од спање, ајде бе станете да се облечете, биднави, отвори се ден, ајде што правите? И ми сабаље, например, јагне искољано, дојде, искоља се јагне, мајка ми почне да ври оние црево, оние джигери, ово, оно, да спрема ручак за печење, а пред тој, кад ќе ga заврши, буди на нас да се поизбањамо, облачамо се и идемо, честитамо празник прво на старци, извади татко ми или мајка ми или ако се најде некој комшија, деле се оние джигерчиња, знаеш, по младе снашке што доаѓа прва снашка у куќу, например, у било коју, носив тие джигери у тањири, покриено со оние салфете, ајде среќен Ѓурѓевдан, па даде тоа едно джигерче ти. Дали у денешно време таа традиција на Ѓурѓевдан се практикува кај ромска популација или
тој некако се изгуби. Па по моje видување, ја ќе ви кажу, пошто ега тој и малкото кој чисто ради мене истражуju и ќе ga истражуju. Овој ga практикуев роми, да, ми роми ga практикуеме, ама овој е останало, па не знам кој како не сака нека тумачи, ја сега кажувам нешто е такој. Дека овој ga практикуе овие ковачи, наши ковачи, занатлие. Ковачи што живи Кој? и у Куманово, и у Македонија, и било куди у Балкан, Они Европа. го стави константно. Они ga константно, значи тој ги е, како да ви кажу, како завет некој, кој, еде, на пример, куде мене, да, жена ми е од ковачке, од тие фамилија. Они не оставljав тој. А ми, сак, овој Ѓорѓе, па не, еве деца, овој не еде, овчо не, али куде њима свака час. Значи, они ga терав тој ден денеска и квалитетно, средено, уредено, право како што треба. Без некои верски глупости, чисто традицију терав од стари. Наследуев го традицију од стари. Да, ти се живиш у центар на град, тој куде сауна браќа Младиновци Крстен и Сирков. Живиш во окружение с македонци да. повише, али имаш убаву соработку со сви и добар живот. Па, фала му на Богу, што и до сега јас сум такој примен у тој место. Јас сум дошија на тој, од Средорек сум дошија на 27 години искочи од куде мајко ми, од татка ми. Значи, тоа е С било... намеру да не се враќам, више ќе ми се смее в другари. Ме искочи од мајко му, па се врати овој голчо. Ја викам, па што сака нека бидне, ни велјушко сам имаја, ни ложицу сам имаја. Се жена, он работеше у Монопол, ја не работеше нигде по пазари. Значи, пред, кога сам имаја 27 години, искочи од Средорек и доваѓам на улицу Сречко Пожарика, тој ти што ви ga наведесте. Да. Тој реновирамо, нешто правимо, тој си живо, имам си 2 деца. Ќерка ми моментално работи како медицинска сестра од детско оделение. Син ми е још 2 испита има пред да дипломира на факултетот и што е Евроколедж за менеджмент и администрација. И ја мислам дека за 2 испита ќе дипломира, ќе заврши и тој он и ја нешто сам, ја мислам дека сам ги пружија се у рамки на мои могуćности, па се гони. Нека видив. Еден период е многу интересантен, сакам да го пишеме заедно. Кога Македонија бинуе самостојна, 90-ти години, на некој начин права на роми од година и година се издизав на се повисоко ниво, преку тие разни фондации, донации, и роми си го заземаваат свое заслужено место у наше општество. Видите, вамо, с осамостојување на нашу државу, тоа е било тој период што го спомнувате, ја памтуга, не е некој голем период што е прошле 30 година, тегна площадка, тие шампањци, ово, оно, покојни председател ни беше так Киро Глигоров, па елита и било так Бранко Црвенковски, да. Клюсев, прв премиер беше, нели експертска влада има смо. Ту е дефинирано, нели, на тој устав, дефинирано уставни поредак на тој нашу државу како ќе се среди, што ќе се среди, и туја ми, како ромски етникум, добиваме ги по први пут тие права за равноправни у општество и у овој. И од так, после тој имаше још некои промени 2001 ми се чини, имаше па некои мрдања у устав, куде што добиваме исто ми како роми, сак етнички заедници бинуваме после. И сак за сак смо етнички заедници, сак они па има некои поместување у устав, али тоа е друга опција. Сакам да кажу дека тој период што го спомнасте од 91 нагоре, ми организираме исто тој политички живот, сак можда не е битно да можда и треба да се каже дека ми од 91 до сак смо 2021, тој со 30 години, така за 30 години ми у проценти по моје видување издигнати смо малку, ми так нема смо у броеви, у прсти можеше да броиш колку средњошколци има Куманово, роми, колку с факултет, па да не збориме, знам
Знам дека има сме еднога завршено факултет, тој време филолошки факултет, странски јазици, француски Екрем. Може да го знаеш и бивши Екрем, он работее у гимназију како професор, ми се чини по француски. И Рамо Рушидовски сега покојник. Да, Рушидовски. Он беше у Шомни Цеве работеше. Не, овој тие француски предаваш у Гоце Делчево гимназија. А овој Рушидовски бие тумач по немачки. Да, и у Шомни Цеве работае. Тие двојица ги памту и ајде да кажеме Ѓурistana, Ѓумеровска, Марковска, преко таткаву, она додуше била е стварно експерт девојче, тоа е време да бидеш председател на млади у Југославију. Она не се дружила многу с нас, али моја генерација, 60, 61 ли е. Сакам да кажу со збор два дека од тој период до сак ми смо равноправни у општество како етничка заедница и горцам на тој есак што ни треба малку повише период и малку поголема толеранција за да се аклиматизирамо и да кажемо дека образовано дете или образован човек е многу попродуктивен у општество него дете кој нема да му се даде тие услови, он што ќе биде? Он ќе биде или ќе проси по град, или ќе прави криминални девијации с кои за едно чоколадо ќе одговара и од njega ти не можеш да направиш више социјална личност која ќе издржава фамилија, него ќе пуни само затвори. И затоа ја мислам дека има добра основа и с тие донации тој време ги дава, свасак малку ги после преваради тој што еве не знам ја тоа како тоа иде, ама Европска комисија сваку годину дава извештај за напредок на сваку држава, па и на нашу држава, али ја мислам дека има простор со кој ќе се докаже дека помалку ќе се работе следуја, али ќе треба време да пројде. Еве, ти кога гледаш ромска популација, не само Куманово, него и Македонија, да кажемо за 5 до 10 години, може да се направи нов пробој и корак напред у нови надградување на права на роми у држава. Види вамо, да ви кажу право, ја ga тој сасвим гледам на друг начин, ради тоа што оваа држава е дала подjedнакво на сви етнички заедници што живиме у њума, дала ни е сви права ни ги е дала. Значи, овдека се работи за социоекономски проблеми и социоекономска несигурност. Значи, ми како етничка заедница да сме малку социоекономски посигурни и ми ќе напредуемо, и наши деца ќе напредуемо. Само ти се во куќи од семејство, каде имаш, ајде да кажемо, од 600 чланова или 4 чланова, никој не работи. Што ти очекуваш? Значи, он ги права има, ама права не се једев. Он ги има социјални права, да иде социјално да тражи. Мора да работи. Да, мора да работи. Значи, на нас е све окей. Македонија како држава наша, еве да го кажемо, Северна Македонија, на мене ми е све дала. Само тој што е малку у делот на ромско заедница, тие социоекономски ситуации не си сигурни. И затоа имаше, нели, да кажеме, еве сек уназад едно 10 години имаше еден пробој и да се луѓе у Германија, у Француску, у Аустрија, Белгију. Зашто иде? Затоа што нема овде социоекономски слаби, да свалили азиланти иде. Они не иде политички азиланти тамо. Што он политику ќе каже тамо на германац? Германа, што од njega политику ќе слуша? Значи, он е економски азилант. Нема што да еде. И германац ставлja го тамо некои тие логори, како ги викав тие, сместуја ги тие некои си тамо услови. И ако има паре у тие njini програми економски тамо, дадев ги некој бољи живот и пошпарав некој динар, дојдев, прави некој кукичку, адаптирав и живив. Али ете за у прошлост популација на роми се искочиле многу познати личности, да кажемо и од културу и од други делатности, али свакако едно големо име од ромска популација е наш олимпијец Реджеп Реджеповски, кој го пронесе славу на државу, донесе сребрна медаља од Лос Анџелес и
слушамо и во кој режи е доста идол на млади генерација на роми, затоа што негов успех никој не успеа да го престигне. Нормално и успех и нацата русескога нашeg олимпици на Бранимир Јовановского. Да. Пред да ви одговорам за овој што зборите за нашeg олимпица Реджепа Реджеповского, он ми е школски другар на мене, он е исто учие с мене од прво до четврто деление. Он што ги бие малку белјашен со сви деца, поголеми се тепаше, проблем беше у школу. Али после не знам дали е завршио Смолетко или не, да не ми се љути ако го слуша емисију, али ми се чини го е завршио Смолетко. Пред да кажу за Реджеповски, сакаше да кажу дека од Средовек, што отидел у странство, мислу наши сограѓани кумановци, имаше доста квалитетни лимари, доста квалитетни ковачи, кои денеска работат, со пензионери работе со тие метални фабрики по Германија. Значи, доста луѓи кои почнава од 68 до 71 година отидева доста квалитетни кадри, ромски исто што се училе занати било какви у Куманово. А што се однася за Реджеповски, ќе ви кажу дека да, тако е. Он е бија, како што ви кажа, во Смолетко е бија малку непослушен, немирно дете. Темпераментно дете беше, со свакога се тепаше, значи, он кад ише у бокс, он напредува некако многу брзо, свака част како те отишло. Ми само таа пут чуде смо се кадово, отиде овамо, и после тој, нели, Олимписки игри, кад имаше тој Лос Анджелес 84-то, кој година е било, так требаше, нели, у финале се тога Дейвис ли, како се викаше. Стив Макроли, американец. Изгуби, ама да ви кажу дека тој време негово и отпосле, кад имаше дочеков, де цел град искочи ово, оно, значи русескиот тако своја брозу у Монтреал беше тој. Да. И у ранг на медаља, ова е поголема е била, сребрена. Мислам исто, бокс е било. Да, АЦ па следеќу година би на европски правак. Такој, у Хале беше тој, ми се чини. Источно Немошка тога, да. Такој, памту ге тој. Да кажу дека што го спомнасте, тој дали е идол Реджеповски, да. Отпосле тој, значи деца, што бева по Средореки, по град, што бева, свиде се у бокс, тој не може да стигнеш на ред, ама тие некои селекција, ово, оно, кој е добар, трнев го одма, мерив го, одив го, идем у Бугарија, тој време носе свегина, тие припремено, ово, оној. Значи, ми бемо, како да ви кажу, па и, не знам, и ви тога знаете дека, так беше прв тренер, Мичо. Петрович. Мичо. Миче Кожа. Мичо, тој што отиши у Швајцарско, Да, Миче Кожа. После дојде овој Петрович, па после оној Ваце Пачук. Ваце и он, ми се чини сега починат, он, не? Он е бија, тој бе, да дојдеш на тренинг и да го легнеш. Ма јо бе. Так имаше доста деца наши ромски, имаше и албанчиња, македончиња, али овие наши, кубанци, идол ги беше Реджеповски. Да. Само еден сад збориме при крај, да не испуштимо да кажемо, на играње си ише у многу места у Куманово и било ти убаво. Да. Па види, ја ќе ви кажу дека жалосно е по мене градски стадион Куманово. Так, кад доаѓа сватуја у другу лигу, каде играше Куманово, како дете рипа смо ги тие зидови. Абе, што ќе гледаш народ, 5-6-10 народ, гужва, доаѓа со тимови. Па памтуте, каде дојде Партизан, ми се чините и Борото, ово, бе, не можеш да улегнеш у градски стадион. Тоа е било интересантно. Друга работа по мене, што ми остави белек, али се гледам нешто има раздвижено со колана. Горе ова е наше што се гради. Да. Тој време, ја ќе ви кажу со зета ми покојни, Куманово кад беше у прву лигу бокс, они боксуе своја у кино Козјак, не знам дали ти памтиш, у кино Козјак, куде што се прожектира филмови, неделе увек имаше од 11 до 12 имаше бокс меч, ова кој баш че гужва. У прву лигу Куманово боксуеше Раднички Београд, Раднички Ниш, па Славија, Бања Лука беше ми се чини, Топличани, некој Прокупле. Значи,
се зетаме така место смо и иде смо некад кад овие од управо викасва дека ќе има повише народ, повише гужва, так викаше на зетами, он беше како, ајде да кажеме, координатор за местење на ринг и викасва, Решат покојни се викаше, Скендеровски, носи смо га ринг, да га местим у Соколану, у сред салу и Соколана, значи сакам да ви кажу, исто ми е била идол како дете на мене и да играм туја кошарку, игра смо ми Искра у почеток, не знам дали играла спортска сала пред да се направи Да, овамо. тој игра со они у тој период у Соколано се играле, да. Кошарку, не знам. Така е. После тој се селил овамо 82 или која година 80 у Сало се преселил. аз знам дека играше кошарка, тој немаше малеско место беше за кошарку, али многу е било интересантно, значи за стадион ви збору и за Соколано. за Соколано и ќе ви кажу дека градски парк има смо еден од меѓу подобри градски паркови. Пензионери, луѓе шета сва, оној цвеќе убаво, ние стазено, асфалтирано. Многу е било добро тоа време, сак. За некои други не ви знае да ви кажу. И увек сега зборимо, Перо, у тоа време поштовање, разбирање меѓу луѓе и другарство некако на поисоко ниво е било. Сега е другарство, што го збори сви соговорници, од интерес и само се гледа кроз призму на паре. Види, прашање га многу добро постависте ради тоа што сега е све математика. Ако нема корист едно од друго, нема дружење, нема другарување, нема га оној одзбор. Значи, што збори Вера Беса, еве ми га користимо тој, ако га кажеш, значи нема више повраќање. Сега има змие, свака друга ала будала видна политичара, бе ти не можеш да бидеш или менаџер или нешто слично. Значи, многу е некако тој све изменето. Ајде да кажемо 50% од тој моје време, кога сам ја бија беќар, кога сам имаја 30-40 години, сега ќе напуну 60, не сум нешто стар, али памту у свежу мемориум е некои работе, дека многу е било поедноставно и покоректно и поубаво. Абе, Корзо, не знам ти дали га памтиш ти Корзо, каде е било Кумановско, кад се редесва луѓи од почнешва негде тамо од Арома, што е статкарница Арома, од куде што оние олимписки чешме што су, Тако е. од туи поваѓа сва нагоре до Соколано. Па од оној страну, значи само се кружеше. Па знаеш кој народ, не можеш да пројдеш у град. Треба да чекаш или шуплину да најдеш у некој колону, како што ги прави, па да пројдеме ми деца. Значи тоа е било живот. Кафане пуни, И пари имало, да. пари имало, вишкови. Абе, што да ви кажу, тоа време било. Ја покојни, ја како дете сакаше да дружу, имаше го една екипа, овој цвеќар Шац, бонсај што го држеше, другар му Грче Аце, знаеш га Ацета, Грчета, и још некои што работесва по институције, главни луѓе, сега не ми ги текиња, они сакасва да си седи увек у овој карши, овој банку што е, како се викаше бе овој карши општин, оној ресторан да Бисерко? Симерони. Не Симерони. Овој Ловац е бијате. Ловац туја, имаше и надвор, 2-3 стала стављасва и унутра. Да. А тоа е било, значи, тој празници, или нешто слично каде мало, ја како дете, оди купи новинку, оди купи цигариња, ја седеше тоја с нима, некад помагаше на овога другара Мешаца и такој. Значи, тоа време е било многу, стварно, за мене многу убаво е било так. А сак, дали што смо малко остареле, па повише смо с проблеми и менјамо га систем на уредување у државу и осеќа се не само куде мене, овој се осеќа свет свугде ради тој што има го тај немаштија, сега да кажемо дека нема го тај средња класа се изгуби, сега има по мене богати и ептен сиромаси. Перо Палти што беше гост, сат и 6 минути да зборимо, ќе се видимо другу прилику и пак ќе те поканимо.
Фала и на вас што ме поканисте, мада требаше да доставиме некоju фотографiju од овој што го правиме муабет, али ја мислим у другу прилику дека ќе биде још подобро и поубаво. Још еден пут ви се захвалувам и на вас. Hvala ti, Pero. Toliko pozdrav od Ekskluziv restorana i sve najbolje.